едно небо за сите деца и оваа година Детската амбасада за сите деца во светот го организира Божикниот ручек, 20-ти поред јубилеен. И оваа година имаме гости од повеќе градови од нашата држава, од Прилеп, од Битола, од Скопје, од Охрид, од Куманово, од Струмица, од Тетово. Среќни сме, како што можете да видите, еуфоријата расте и сакам да упатам честитка на македонската јавност за мир и благосостојба. Христос се роди. Која е целта? Целта на овој настан е овие дечиња да не познаваат разлики меѓу нив, да има толеранција и другарството да расте и заедништвото. Што и оваа година можеме да присуствуваме на ова ваше значено собрание. Токму во Прилеп се случува средба на дечињата од цела Македонија, од сите националности, од различни вери, но сепак не сплотува светлината на еден посебен празник, на еден посебен ден, а тоа е денот кога нашата црква го празнува Христовото рождество, воплотувањето на Божиот Син во тело заради наше спасение и заради нашиот вечен живот. Може би евангелското учење околу односот наш кон децата навистина има многу аспекти интересни кои што би биле значени и денес за нас. Би го кажал за медиумите, би укажал една лична порака дека како што дојдовме да се поклониме денес во храмовите на нашата црква на Богомладенецот Христос, така на еден начин и дојдовме тука да се собереме и да се поклониме над чистотата, над убавината на детската возраст, да побараме конечно и како возрастни и зрели луѓе прошка од децата, бидејќи светот кој што ние го создадовме не е баш најубав и можеме уште многу да правиме, секој од нас, најпрем преку личното преобразување, да придонесеме овој свет, кој што ќе го оставиме на овие идни генерации, да навистина да биде подобар, со помалку зло, со поголемо боголюбие и човеколюбие. За многу години Христос се роди. За да ја пренесам радоста која што ја чувствувам во моментов, би почнал со оваа изјава со најрадосниот повик: Христос се роди, навистина се роди. Нека и за многу години. Ја користам прилика да очеститам овој најголем христијански празник на сите граѓани на Република Македонија, особено на моите драги прилепчани. Сакам да кажам дека општина Прилеп продолжува да биде пионер во создавањето на нови традиции, ако може така да се каже, во оваа држава. Ја завршивме 2025 година со јубилеј 20 години прослава на патрониот празник Свети Никола на град Прилеп. Ја почнуваме новата 2026 година со уште една новосоздадена традиција, 20-ти пат Божиќен ручек, кој што го организира Детската амбасада за сите деца во светот. Им честитам за организацијата, остануваме поддржувачи на овој настан. Се надевам дека ваквата детска радост ќе одбележи оваа 2026 година и во име на Христовото раѓање и во Македонија би се случувале се повеќе и повеќе раѓања, за да може оваа традиција да се пренесе на овие генерации, за да може да се одржува низ вековите кои што доаѓаат. За многу години нека ни е честит Божик. Што ја поддржувате оваа манифестација како општина? Ја поддржавме со новогодишни пакетчиња, односно божикни пакетчиња за сите присутни деца овде во светот и логистички им помогнавме на невладината организација Детска амбасада за да го организираат овој прекрасен настан кој што се случува овде во Прилеп и се надевам дека до година би имале уште поголем број на посетители од цела Македонија и дека овој настан секоја година дополнително би се обогатувал, а општина Прилеп стои тука да ги поддржува сите вакви настани кои што значат и продлабочување на традициите, но и создавање на нов начин на практикување и на верските, но и на сите останати празници кои што се случуваат во нашиот град.